Учениците од кочанските училишта покажаа дека се креативни и иновативни кога станува збор за изработките по предметот техничко образование. На државниот надпревар млади иноватори и техничари што на 31 мај се одржа во Скопје. Во силна конкуренција ученичката Ивана Глигоровска од основното училиште Мајлна Попиванова и ученикот Горјан Илиевски од Крсте Петков Мисирков од Оризари во својата дисциплина го освоија првото место. Таму конкуренцијата беше многу добра и затоа сум многу задоволна од ова прво место. Целта на макетата и дворот кој ми беа замисла ми беше да има добра естетска, да има добра естетска вредност, да изгледа луксузно, а исто така многу ми беше важно да се гледа комфорот кој сакав да го представам во макетата. Сакав да има делови од модерната архитектура на 21. век, а исто така и од она безвременското. Но сето тоа не би можел да го постигнам без менторството на мојата наставничка Мариетка Стојанова. Јас ја освоив првата награда на надпреварот од дисциплината автоматика. Јас на надпреварот учествував со мојата задача транспортната лента, роботот дизалица и роботската рака. Наставниците по техничко, нивните ментори, презадоволни од постигнувањата на учениците, ги пофалија и останатите кои на државниот надпревар освоија 6 и 7 место. Првото место убедливо беше на нашата надпреварувачка Ивана Глигоровска. Зеде прво место по оваа дисциплина и беше солидна. Инаку, јас како нејзин наставник ја забележав уште од петото оделение, затоа што во пето почна техничко образование да учат и видов дека детето навистина има осет за дизајн. Морам да кажам дека и другите двајца надпреварувачи, конструкторство беше ученичката Кристина Георгиевска од 8-3 оделение, даде се од себе, беше солидна, имаше конструирано воденица стара, освои 6 место, ама сепак кога се работи за државно ниво, јас мислам дека и ова место не е за подценување. Работиме со Лего роботи, на таа дисциплина настапи Кристијан од 7-1 и тој го седе 6-то место. Од основното училиште Крсте Петков Мисирков, Горјан Илиевски го освои првото место во дисциплината автоматика, а честитки до учениците Марија Стоилкова од основното училиште Никола Карев, Бранко Танасовски од основното училиште Кирил и Методи и Симеон Стојанов од основното училиште Кирил и Методи, кои што ги освоија 6-то и 7-то место на државниот надпревар млади иноватори и техничари. Пред државниот се одржа регионален надпревар што минатата недела се спроведе во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари, од кои беа избрани најдобрите кои отидоа на државен. Надпреварот млади иноватори и техничари за прв пат се спроведува како надпревар во Републикава и има за цел да ја покаже иновативноста и креативноста на учениците во делот на изработките по предметот техничко образование.